Па ќе си играш куро, брат. Се изнервира се, Не, абе. ти зона, бе. Седи бе, брат, седи, дојди бе. Шо преш, Таско, добар ден на сите. Василе, добро вечер, не знам више кое време. Како си, добар ли си, шо преш? Што има ново, што има старо? Добро е, Ќе си помоабетиме кој што треба. Добро е. Како можело да биде, супер е супер е, моментално. да. Да, супер е. Фала ти на покана, баш ми е мило што сум гостин во твојата нова сезона, така нова сезона. Нова сезона, да, казвам, новата бе. сезона на Real Carcast. Real Carcast, да. И фала ти на поканата и се надевам дека ќе имаме добар муавет и ќе им се свиѓа на гледачите. Фала ти на тебе пред се што прифати, мислам, имаш дојдено кај мене на подкаст. У стартот, да. Да, у стартот, у почетоците си Да. го поддржал тогаш и тоа го ценам, го поштам. Сум ти дошол на свадба кај тебе и Да. ти не дојде на мојата свадба. Зашто? Не дојдов кај тебе на твојата свадба, затоа што мислам Шала дека ми има кажа проблем. дека Да. имаше вако обавези и затоа не успеа да стигнеш. Има Пропушти проблем. добра свадба. да, Знам, да. видов, гледав на сториња, брат, и тоа е, се дешава, јебига. Некад така смеам јебига дека. Да, да, смееш. Добро. Некад работи да не си у наша контрола, поготово со мали деца, знаеш Да, како да, да тие дефинитивно. работи и тоа е тоа. Глеј, ја кога ќе правам втор пат свадба, брат, ќе те викнам пак. Сега тогаш ако не дојдеш, мислам ќе биде многу без везе, сега тоа мислам ќе се Ќе гледам тогаш разочарам. за поголеми ќе бидат децата тогаш ќе дам. 100% ќе што ги- се ја кажам. Ќе ги оставиш негде. бе. Да. Што има ново кај те? Старо знам Ново све работи што има, брат. нови. Да, од каде да почнеме? бе? Многу работи има нови, брат, не знам. Мислам, мај ќе почнеме од каде е стариот Таско? Негде позади. Негде позади. Негде позади. Стариот Таско И е што тука. стариот Таско направи за ти, не знам, малце да се повлече реално. Да, од да, да. сцената и Да. од све тоа, како влијаеше на тебе? Знаеш како стариот Таско, луѓето мислат дека стариот Таско е некој друг човек, уствари стариот Таско е ова што сум јас моментално. Значи, стариот Таско е тука, новиот Таско го нема, што се вика тој нов Таско кој што се створи под некој притисок на да речам емоции, луѓе и ситуации од животот. А стариот Таско моментално се врати, еве го стариот Таско, тој Таско што е, нели, да речам посвесен, потрезен, подобар за себе и за луѓето околу него и многу ми е така големо задоволство и мерак што се враќам во овен базен. Многу ми е мерак што се враќам назад во тој дух и во тоа тело. Колку те промени славата, парите, ти удри ли у глава? Пошто има таква поговорка, знаеш, Да. славата и парите може да ти удрат. Кај у мене глава беше и многу да го искривиш поразлично. патот, брат. Да, кај мене беше поразлично, не дека му удрија славата и парите у главата, мене како да ме исплашија. Јас сум ретко плашлив човек, ама како да се исплаши во тој момент до каде ќе иде оваа цела работа кога почна успехот и некако почнав да сумљам во сите луѓе околу мене, овој се дружи со мене од корист, овој се дружи со мене од корист, овој сака ово, овој сака оно од мене, ме разбираш? И тука почна да настануваат некои Ти се да смени не речам, перцепција. да, а тоа е многу битна работа, значи перцепцијата и емоциите идат едно по друго секогаш, затоа што може да гледаме у истата точка јас и ти да имаме исто гледиште, ама различна визија. Да. И тоа е многу лошо кај човек кога во одреден период од животот ќе му дојде така наеднаш се и кога ќе почне да сумња дури во блиските своји. И тука настана тој момент кај мене на тонење на еден начин, да го кажам, и на повлекување во сам себе. Ја викам дека сите имаме очи, ама сите различно гледаме со тие очи. Да, тоа дефинитивно. Тоа дефинитивно. Кога, чекај, имам нешто тука брат за тебе, пошто ја на пример не смеам да ни поде никога е. Повели брат. Мислам ја не смеам да пијам, пошто возам брат, не знам ти као Ја не пијам, брат. не пиеш? Не пијам, не Мислам- пијам. Не пијам. Не пијам. Ништо тоа што. Врати си го таму кај што го најде. Врати си го таму кај што го Чекај, ќе најде. го оставиме тука Дани, да го Ајде. испоштуваме.
И ние ќе си тераме. Дани, фала ти што постоиш, брат, да Адиос. знаеш. Не свири, Чекај, полека смири се. Кажи им Дани таму дека снима. Кога почнува промената, брат, и како почнува промената, баш тоа ме интересира. Пошто реално доста голем чекор е ова за општо за секој човек, брат. Не е мала шала, така е. Да, Не пијам, пошто сме кажале ние сите и не Многу пијам пати. од утре, брат. Многу Знаеш, пати, а многу пак пати. ќе се напиш. Многу пати. Јас си го кажував тоа доста често. Не пијам од утре и после 2-3 дена пак ќе седнев ќе пијам. Проблемот беше, пази, јас сам да го расчистам ова за сите луѓе, не мислам дека сум имал јас проблем со алкохолот или дека сум бил алкохоличар, ако не сум можел без пиење. Не сум можел без чувството што ми го давало алкохолот, нели? Значи има луѓе различни типови карактери кои што например кога пие го тера на агресија. Јас бев многу весел кога Да, пие. Ме разбираш? И сакав сите да ги расположам, да ги насмеам и да бидам позитивно. да, во позитивен Дај го смисол. само тука негде, брат. Каде? Као, кај можеш тука овака негде, за да се слуша. Овде? Тој Мислиш можеш не и се поделе, да. Мислиш не се слуша? Да се слуша 100%, Е, фаќа. тука, да. И поентата ми беше дека на пример кога ќе пиев, ја многу сакав да ги развеселувам луѓето и да сум на сите страни, ама тоа кај мене почна да преминува кога ќе пијам со луѓе да сум окей, кога ќе пијам сам да сум многу тажен и да сум многу А нерасположен. се дешавало и тоа као да седнеш сам да пиеш као Да. не знам од тага, од среќа, од Да, све. бе, да, Пошто си ние седнам. луѓето као луѓе си бараме цело време причина за да пиеме, дали Да. од тага, дали од среќа, Да, као и ми се случувало да си седнам да се напијам, ме разбираш, ама не сум идел до тој степен ја да се убијам од пиење, туку било постепено, малце по малци, и некако веќе преминувало да речеме секој втор, трет ден да пијам по малци или по поише. Мене тоа веќе почна да ми ствара некој гнев и некоја тага во мене. Како да ти објаснам? Да, Веќе и- почнав, не се гледав така у животот едноставно. и ти го потисна и талентот И све, веќе и не можеш ни све, да тоа. функционираш, јас што викам, не можеш да функционираш веќе без да се напиеш, например на социјални настани каде што има многу луѓе, дали е прослава, дали е искачање некој или било што, ти пак ќе седнеш, мораш да пивнеш, ме разбираш? Затоа што телото автоматски ти реагира во таа ситуација така. Па не, да, не само телото, него и околината, И и луѓето околината, околу да. себе, бе. Знаеш која, тоа не можам, мислам, сам да те прашам тебе, кога веќе колку време немаш? 8 месеци, 8 ја месеци. тераме 9. Например, идеш негде, не знам, прослава, дали е крштевка, дали е свадба, дали е све тоа, као има луѓе што околу тебе, ајде земи барем една пијачка. Да, бе, една напи се пијачка. Ја кај другар еден бев подпишан во телефон една пијачка, заради тоа што не беше никогаш една пијачка. Па да, И така бев подпишан у телефон, да. Ја бев човекот што не беше на една пијачка, бев кај сите да ги викам на по една пијачка. Да, И Е, колку тоа ти пречи, и дали сега од денешен аспект тоа ти пречи, например, кога ќе отидеш некаде и не. Значи, И- не знам за други луѓе не можам да кажам, за мене можам да кажам дека не ми пречи, иако имав моменти каде што например на самиот старт можеби сакав да пивнам некоја чашка, меѓутоа имав друга работа која што ме држеше и ме влечеше назад да се тргнам од тие работи. Пази, ја кога почнав кога решив дека ќе прекинам да пијам, кога беше реши и како реши тоа? 31 декември према 1 јануар решив дека ќе прекинам да пијам, со тоа што се направи сателит за нова година и са вајлето бев у фазон као веќе не пијам, Наташа ми беше у фазон како знаеш секој пат истото го викаш не пиеш, зашто сега да биде Ема, тоа добро, така, ме Тоа е разбираш? жена, брат, мислам, Да. цело време и Да, жена знам, му да. исто, као, И- тоа сега да се И сикаш. викам не, овој пат е сериозно, као стварно не сакам да пијам, стварно ово, она добро би викал, окей, ајде, јас сум ти тука за поддршка, пошто она не пие, ме разбираш? Да, па ја знам Наташа, Да. заедно имаме завршено Да, средно, да. И викам, ајде, окей, почнав така првите неколку дни и сега знаеш што беше А ти клучниот беше ли момент? тешко? Мислам. Не ми беше тешко, ми беше тешко 2 дена да се освестам после новата А, година. после, И тоа ми беше многу тешко. И после тоа веќе реков ти дигна, знаеш како почнеш да ги броиш ситните чекори? 1 ден, 2, 3 дена веќе издржав, 4 дена издржав, па дојде убавите празници, нели оние што се Бадник, Божик. Е, па баш, например, тие празници се да седнеш со фамилијата, да Да. наздравиш, Да, рецимо... ама јас со кој ќе наздравам ако не пие жена, ме разбираш?
Да, ама И со сега немам потреба. твоите, со фамилијата општо, сејаш као... Да. Не, знаеш како, јас го сфатив тој момент дека не морам да пијам алкохол за да бидам радосен, но ствари да си среќен е состојба на ум и на Да. тело. Значи Дефинитивно. состојба на ум и на тело е да си среќен. Тебе не ти треба никаков стимуланс во твојот живот затоа што ние луѓето сме многу адаптабилни на секоја ситуација, значи на било што. Замисли тебе да те остават на пример на пуст остров На кај што пуст немаш остров. алкохол. Не ќе се снајдеш ти како и да и ќе преживееш сигурно. Да, не, ама ти зборам кај што немаш алкохол. Ќе го Да, остиш ќе го алкохол. остиш Разбираш, или нормално, било да. што и да ти представувало Ќе. проблем, ќе го остиш. И муабетот ми е дека си барав предизвик кој што на пример ќе можам да го истерам така за сам себе и сакам веќе да го тргнам тој дел од мене на страна и да бидам од една страна и подобар човек за себе, од друга страна подобар човек за семејството му и за фамилијата. Не Поготово подобар, за така. син ми и ќерка ми. Не сакам да гледаат во човек кој што утре ќе биде алкохоличар, Се знаеш, кој што ќе биде алкохоличар или кој што ќе пие. значи правилни вредности. Да, не сакам да гледаат работи кои што стварно не се убави за нив да ги гледаат и да им биде тоа нормално. И нормално е да пијам, не е нормално да пиеш. Не е нормално Да, да пушиш цигари, не е нормално не е да... нормално ништо, ама премногу ни е лесно достапно, сите тие пороци ни се премногу, сега да не зборам за коцки и казино, брат, што се Тоа дешава, да не мислам, зборам, тоа ми е мене тоа ми е најодбивната циркус ми е. работа у животот. Ја затоа никад што- не сум влегол, а гледам дека луѓе, мислам, се оставаат бракови, ово, на све као... Абе сега ставив на стори денеска баш го видов тоа као податок, македонците од 2024 година имаат дека потрошено потроши 200 милиони милијарда евра на во игри на тоа. среќа, брат, тоа е језива сума цифра на пари која што се троши на игри на среќа, мислам. Како не? Знаеш, ништо против, ама како нема пари? Има пари од држава, Има, друг 200 милиони се Не, потрошиле си- на коцка. Сите се жалат, а сите се или у казино или у кафана Да. пија. Нема везе, секој си го бира својот Да, порок на се- крајот од денот и си ги носи своите последици. Јас не сакав да ги носам моите последици. Моите деца, мојата фамилија, моето семејство поради мои одлуки. Значи, и се одлучив да бидам пример за тоа како треба да изгледа еден човек и се трудам секој ден да си го испоштувам првично својот збор, а потоа и да им оставам добра слика на нив. И ти викам, тоа беше 31 према 1 декември, празниците ги истерав, после тоа ја крштевав и Киријана. Кога ја крштевав Киријана, исто тоа беше една многу убава прослава со многу моите блиски луѓе, фамилија и семејство, кај што сите пее, ја не пиев. Знаеш, и некако тие моменти можеби беа клучни во тоа да, ако у овие моменти не пијам, зашто би пиел у други моменти, ме разбираш? Реално, да. И тука ми се сврте се и морам да го поздравам и отец Методија Митановски, мислам, го знаат у Скопје сите, меѓутоа он беше еден од луѓето кој што, например, многу ми помогна во тип на... Он не ми помогна свесно, колку што ми помогна несвесно, со самото тоа што, например, кога ќе седнев да правам муавет неколку пати со него, ми наоѓаше многу едноставни решенија за моите замислени проблеми во главата. Исто разбираш? како што ја и ти сега седевме на кафе и ти кажав ова ти е добар мојот и... Да. и Зашто? стварно Аха, добар, да. Мислам ти Да, готово, ми светна. Исто така, вајда несвесно он... Да, на он, тебе- значи преку верата, например, јас многу константно сум идел, нели, од црква си ја почитувам верата, меѓутоа не сум бил никогаш длабоко навлезен во тоа. И со тек на време, како што почнав да идам на литургија, некако почна ми станува и срам да пијам алкохол, поради тоа што стварно, знаеш, А не ти е идеш, убаво, да, реално. ти идеш, значи верник, а правиш глупости, ме разбираш, Да. што сега ќе идеме секој пат ќе бараме прошка и ќе се смениме и не се менуваме. Не иде Да, тоа не нигде, иде. тоа иде у ќорсока. И константно кога идев и кога му кажав и на него и он беше као браво лал да ти текна као зашто би го правил ово, му го објаснив и ми вика супер, терај дале. За постите исто кога беа великденските пости успеав да ги испостам прв пат у живот. Постев и ги испостив великденските пости, да. Браво, сега Со негов благослов и со негово онакво како се вика буквално поддршка затоа што и кога ќе сгрешев нешто, уствари сватив дека тоа не е толку страшно и не е толку лошо и не е толку да се зима за зло. Едноставно сватив дека човекот може да се смени само преку добрина. Да, преку добрина и самосвест. Да. Ама добрината е една клучна работа која што, например, јас тебе ако константно ти ги напоменувам твоите мани, ти ќе живееш во маните. Во твојот Да, мозок, и ќе речам, ај што ми збори овој да, цело време, константно во маните ќе живееш. Иако си ги знаеш, кога некој ти ги воочува,
ти во твојот мозок е константно јас имам мана. Треба малце да го смениме видот и да биде јас немам мана, туку јас морам да работам на себе за да се обликувам во друг човек и карактер, ако сакам да бидам подобар. Значи тоа не ми е мана, дури може тоа да ми е и предност. Разбираш? Нормално. И кога ќе ги погледнеме така работите од друга перспектива, стануваат многу појасни целите и многу полесни стануваат целите и визијата за себе. Така да, мислам дека он со самото тоа што беше добар према мене, со самото тоа што ми ги објаснуваше работите на многу прост начин, мене ми помогна многу да пребродам некои работи кои што ми се случи и да се помирам со некои работи, пошто мора да си простим и да се помириме со некои работи за да може да продолжиме Он ти е напред. духовен водич? Па може да се каже. Да, може да се каже. Значи... Иако да речеме не знам, не сме стигнале до тој момент да се направиме таков мовет, ама ете тука бил за мене. Да, константно сме зборели и многу е, не знам како го кажам. Го знаат луѓето. Методија Митановски, мете сите го знаат. На која црква? Беше во Свети Петар и Павле кај нас. И сега не знам, може би ќе иде на друго место, ама сега го сум во контакт со него и си правиме мовет. Реално црквата доста може да помогне, мислам вербата во Бога, не. Да, духовно на друго ниво може да те однесе духовно, а све потекнува од таму. На многу луѓе им е тоа смешно и не веруваат, ама јас исто тоа си го почитувам. Мислам, мораме да си го почитуваме тоа, пошто припаѓаме некаде на... Да, види, вербата како веронауката и сето она што го кажува, да речеме христијанството како вера, мене ми е многу убаво. Јас сакам да верувам во нешто и верувам во нешто и знам дека има затоа што го имам почувствувано. Исто и јас. И кога ќе почувствува човек и кога длабоко ќе се даде и кога ќе се внесе во тие работи, јас не викам дека знаеш како има луѓе кои што идат во црква и осудуваат. Да, има и убици, да, значи што бара овој? Значи не се прашај што бара. Биди радосен за тоа што дошол тука, за тоа што знаеш дека тука го бара спасот. Да. И он бара спас како тебе. И ти не мора да бидеш голем верник, дури може да малку да веруваш и да почне полека тоа све да се отплеткува пред тебе. Така да секакви луѓе, секакви карактери идат во црквата, ама сите се со иста цел. Нормално. И мене, например, христијанството ми е моја вера, ја чувствувам како моја. Јас сум читал и за други вери и религии и сум ги гледал и никаде не сум се осетил дома како христијанството и тоа било тоа, да се решам дека натаму треба. Тука сме родени, така сме пораснати и треба да си го почитуваме тоа. Да. Ама они вика дека виното е добро, не саш. Брате, што ти не пијам, ти кажав стоп мати, не ме заебавај, види го. Преска вино ми да пијам, дали си нормален. Кажи ми како се осеќаш после ова све и сега овој новиот пат што го водиш. После све тоа што си го поменал и све тоа што си правел, сега како се осеќаш? Многу ми е поедноставно и полесно све станато. Од проста причина што веќе го нема оној момент на магла во главата. Знаеш ли, кога ти треба 2 дена да се освестиш прво кога ќе пиеш ово, после тоа например тешко ти е, па дури да размислуваш, па некојаш алкохолот ти ги поматува од луките кои што ги донесуваш за одредени ствари. И моментално знам и свесен сум дека ми е многу полесно и поедноставно од проста причина што све што донесувам свесно и одговорно, како одлука. И тоа ми е многу добар момент во мене, и тоа што знам. Никој не знаеме што правиме. Сите пробуваме нешто да направиме, ама точно некој да ти ја каже формулата за успех не ја знам. Да, не. Значи секој има различен пат и различна формула за успех, ама одлуките кои што ги донесуваш се порационални од самата причина што например не ти го поматува умот нешто и знаеш да размислиш со трезна глава. Да. И само поради тоа мислам дека и се чувствувам поубаво и посреќен заради тоа што осеќам повеќе енергија, се чувствувам посреќен, се чувствувам позадоволен од многу помали работи, пред тоа сум правил многу поголеми работи. Дали со тие што беше во конфликт, дали сам тргна и кажа ја беше грешка, простете, извинете? Да. Мислам, на многу луѓе им го кажав тоа, патиштата. Да, на многу луѓе им го кажав тоа, затоа што
првичната работа која што треба да ја направи еден човек за да искочи од тоа е да си прости сами на другите и да побара прочка, за да може да продолжи да чекори напред со чисто срце и чиста глава. Затоа што тие работи, пази, кога се во тебе, тие работи повеќе ти штетат на тебе него ли на другиот. Па дефинитивно. Затоа што тој може да не се, и да не се замара со ти што правиш, како правиш и зашто правиш, а тебе ти стои во телото, во умот и во мозок, во душата ти стои таа. Заглавен си у некој лупи цело време се врти. И не е убаво, ти гниеш. Да. Разбираш, него може му е гајле, ти гниеш. И кога ти гниеш, едноставно многу долго време поминува без да правиш ништо, сакајќи да ја спремиш од маздата на некој начин, а од друга страна а нема везе, нема везе, да. Нема врска, Да. ти текнува Ти све си направил све филм проекција на твојот ум и на тоа што си го поминал и мислејќи дека овој ми е непријател, овој не ме сака, овој вака, си направил проблем. По друга страна, кога ќе видиш, кога ги ставиш работите се многу едноставни. Извини, вака и вака ми се случи, тоа и тоа се деси. Прости ми, да. Нека ти е простено, да. Чао, здраво. Толку, знаеш колку поубаво се чувствуваш после тој момент? Да, па ти си го направил првиот чекор и сега на нив е дали ќе ти простат. Мислам, човечки е да се човечки е да се побара прошка. Ама и да се побара прошка е човечки. Значи многу луѓе ги јаде егото и суетата, како нема ја што да му се извинам на него. Не, ќе се извинам за да си олеснам на себе, не на тебе. Ама тие не го достигнале тој левел, на пример, ти што си го достигнал и уште, знаеш, и егото и суетата се многу, тоа викам. И тоа се не на некој начин пороци. Тоа се демони, ја што ги викам. Како ги кажа Љубомир, не, Мирољуб, демонизовани. Демонизовани, да, баш. Тоа се све некои демони кои што ја ги викам демони, иначе да, пороци може било каква се кажа, што ти го растураат твојот внатрешен мир. Првичната работа кон откровението и кон откривањето на себе е ти да се познаваш сам каков човек си. Јас не сум бил никогаш лош човек, прво и основно. И јас не сакам да бидам лош човек, јас не сакам да правам лоши работи на луѓето. И кога го сватив тоа, јас сватив дека уствари морам да ги смирам сите работи кои што ги имам зафркнато, кои ти ткаве... За да одиш змија ти пушта. Не, бобанче. Бро, снимам моментално. Да. Те банам кога ќе завршам, ајде. Чао. Ја умеѓу време да ви кажам, драги гледачи, дека ова иде и на Прва Скопска ТВ и да ги поздравиме Джоакир Мол, Бабилон, да ги поздравиме Алфи Техно Центар, такт, нашите поддржувачи на овој каркаст. Извини се. Не, бе, таман работа. Нешам мове со Таман камера. работа, кажи па. И кога ќе си ги наредиш така работите, што кажував, дека кога ќе се наредиш сам себе, кога ќе се спознаеш и ќе сватиш дека уствари за да си олесниш на себе, треба да си простиш и дека ти не си тоа што си бил порано, туку дека стануваш подобра верзија, тогаш ќе ти станат работите многу појасни и полесни. Нормално. Кажи ми, имаше едно дете кога беше кај мене у подкаст, така? Мислам дека... Не, требаше да се породи Наташа, да, требаше да се породи. Тоа било одамна, леле, сум имал подкаст многу одамна, сум заборел. Како е сега да бидеш татко, брат, на 2 деца, обавезите, дома, жената? Брат, многу ми е убаво, искрено ти кажам, уживам у татковството. Го сваќам како ти кажам, како игра. Да. Мислам како игра, го сваќам како на позитивен начин. Да, на позитивен начин, знаеш како игра, како игра во која што сакам да играм. Да, сакам да играм, да ги поминам нивоата, иако има тешко да најдам начин како да го поминам без читови, без шифри. Разбираш? Главниот го поминали. Уште не, уште идеме права главниот. И секој, знаеш како со деца ти имаш едно на пат ти е второ, ќе видиш како е убавината, па и со 2 деца, со едно дете веќе, знаеш како Луќан ми е све ново, кај Луќан пошто е нели постар. Како што би рекле овие новиве мамички по Инстаграм, тодлер. Тодлер, да. Тодлер. Луќан расте веќе, си тера негов филм, веќе си има и некој карактер негов оформено. И цело време секој ден нешто ново прави, нешто нови ствари. И веќе он работите што ги прави, па ќе ги гледам кај Киријан, ама Киријана па ја гледам дека е друг карактер. Киријана ќе биде и фрит, љута 100 на саате. Машко и женско се различни, ја
две женски, бе. Ќе видиме. И вика Ќе дека се видиме. поповрзани, дали е вистина тоа? Дали ти го мислиш истото? Дали женските се поповрзани со таткото? Да, брат, и се гледа уште од Машките со мајката? Се гледа уште од одма, брат, Луки, ја не можам да го одвоам од мајка му, брат. Мислам, Да, еко. да, Мислам, нормално па и стандард. по нас да Да. почнеме, бе. И не можам да го тргнам Луќан од мајка му, што ти викам, а од друга страна Киријана е гледам, па Киријана е таква, дружелюбива, е сака со сите, се гушка со ова, со она. Ама деца како деца се многу интересни заради тоа што све е ново, све е интересно, све можеш да правиш, па поготово веќе кога се тие 2-3 години, веќе кога ќе почнат да разбираат и да се познаваат со телото и со умот и свесно да размислуваат, уште поинтересни стануваат. Да, и Јас мислев дека ќе биде нешто многу позафркнато, уствари станува многу поинтересно. кога ќе почнат и да зборат и уште поинтересно Да, се да, цело да. време. И баш кога се искрени може да ти кажат, Да, јас се еве да. на пример почнам нешто си пеам по дома и Бисера ми вика «Пшт!» Тоа демек не пеј, не те бива тоа. Кажи ми за Other Side. Планот како започна сето тоа и до кај планираш, мислам, што е, дали има некоја цел, дали има некоја визија за тоа, како да отераш името, од каде дојде. Other Пошто ја Side. ти кажав преска дека Да, бе. песната ми е од Од Red Hot Chili Red Hot Peppers. Chili Peppers, да. Да, добра ствар. На Red Hot Chili Peppers, една од култните песни нивни. А мислам дека се доктори, бе. Да. За музика, поготово во тој фазон, во нивниот фазон, се топ 3 може да кажам. Реално. Other Side ми дојде како идеја, недела беше, памтам дека беше недела, седев дома, затоа што мислам дека понеделник беше првиот пост кога го направив. И недела беше ноќно време седам дома и константно имам некој концепт во глава како да го прикажам моето патување во врска со тоа што јас пребродувам и како би можел да го срочам тоа во приказна на Инстаграм и како би им го доловил на луѓето, а сакајќи да не го тргнам вниманието, например, од Таско профилот кој што е нели музички Да, профил и карактерот на Таско е тој. Ќе стигнеме и до музиката прво. Да, ама не, само да ти кажам зашто го направив Other Side да, Star. тоа И го правам и да не биде тоа, туку да биде, чекај, дај да го направиме ова како заедница или како концепт и да биде комјунити. подврзано под Таско, ме разбираш? Да. Да биде Таско Да не првиот ги човек. мешаме брзини. Да биде Таско првиот човек во The Other Side, пошто јас планот ми беше да го направам чисто за да долувам мојата страна од приказната, што не значи дека нема да има и други луѓе. Што не значи дека нема да има и други проекти. Едноставно го почнав како проект сакајки да доловам мојата страна од приказната. Е сега. Со цел да помогнеш на други, претпоставувам. Па да, и се да ги мотивирам и да им мотивираш, помогнам. да. Првично, The Other Side името ми дојде од тоа дека константно го користев моментот на се гледаме на другата страна, ми беше другата страна затоа што секој има, нели, една страна и друга страна, светла и мрачна страна. Алтер его, дека секој човек има алтер его? Па алтер его може би да се каже, а може да се каже и што знам друга страна. Да, едноставно друга си имаме една страна, страна и секој друга си. страна. Например, Абе ти си христијан и си Таско. И сум Таско, Јас да. сум бомбак и сум кристијан. да. Тука не си Другата, мињата, да. ХБ и ХТ. Да. И муабетот е дека другата страна ми беше некој момент на дај да видиме од другата страна како изгледаат работите, од потрезната, подобрата, Аха. поамбициозната, помотивираната страна, ме разбираш? И го пробувам юзернеймот на Инстаграм, гледам слободен. Дан ќе ја направив, јутрента ми текна ќе го направам првиот пост. Што ќе направам? Здраво, јас сум христијан, 15 години пиев алкохол, 8 месеци сум трезен. Се исклучи интернетот. Имаше многу реакции. да. Имаше доста реакции, да. А негативни? Имаше, пола бе. И ги изгасив коментарите на тоа видео и тоа што веќе настана општа расправија, Да. иако иде во мој прилог, тоа мислам Да бе, не за морам. речи, за ова, за све, ама не... Да, ама не меѓу сакав себе луѓето да се кара, расправаат, затоа што имаше луѓе кои што го оправдуваат тоа што го прават, имаше луѓе кои што ме поддржуваат во тоа што го правам, разбираш, имаше луѓе кои што не го поддржуваат тоа што го правам, зашто е сега со што ќе јадам јас салата, ме разбираш такви тип на коментари. Тие што И- се заглаени во времето и просторот. Да. бе. И сега
Знаеш, јас не го направив тоа за да ги осудам тие што пијат или тие што не пијат. Ма разбираш, јас го направив за да им ја доловам мојата страна од приказнати. Ако Да, бе, ти некој си ја сака, кажеш твојата страна. да, ако некој сака, можеби ќе му биде првиот чекор од овак од моментот за да се отрезни во неговиот живот. Ми стигаат пораки константно. Значи и луѓе ми пишуваат и гледам Дека има промени ефект. и дека има ефект и не планирам да го застанам и можеби ќе бидам и смејуван за тоа, можеби ќе бидам и воздигнат споради тоа, не знам. Јас го правам поради тоа што осеќам таков нарав и таков порив. Ти го правиш сето тоа искрено. Да, од љубов и Од љубов, да. моментално го правам, немам никаков финансиски бенефит од тоа. Што се вика, дури можеби си затварам врати сам на себе од типот на спонзори, спонзорства кои што имаат промоција на алкохол и на било какви други, да не речам такви алкохолни пијалуци. На казино, на Да, цигари, на... можеби си затварам многу врати, меѓутоа јас и секако не сум у тој лајфстайл, така да не ми одговара да ми се спонзори. Не би ги рекламирал по ниедна цена, така да. Добро, некад, например, ти текнало ли да бидеш лайф коуч, лайф гуру? Види, за да бидеш лайф коуч треба да имаш поминато многу работи во животот Не, и да ги кажуваш. луѓе во што прават сега, мислам... Да, не, мислам, знаеш секој како? има кажува... Треба да знаеш Ај. да, преку практични примери да го кажуваш тоа. Јас имам доста практични примери во мојот живот и можам да го Па направам ти тоа и имаш да станам. искуство, да. Да, ама не се гледам така од проста причина што стварно мислам дека е многу поедноставно на овој начин да им ги кажам работите, и ако можам да им помогнам. Да, те разбирам и знам на каде иде целата работа со тоа и знам дека многу луѓе сакаат да се лайф гурус, а немаат поминато 5 години искуство во Да, животот да, во било какви води. Као што се сите фитнес тренери, знаеш. и Да, такви да, ствари. да. Сега денес секој може да биде што сака. Да, демократија. Да, Не да, осудуваме демократија. демократија. Ама ја имам право за те хейтам тоа. Па да имаме, да, бе, секој има право. Ја имам на право све, да кажам моето мислење за тебе. Реално. Со музиката како сме, до кај сме, што правиме, јас знам, видов дека и вадиш песни, дека и тоа се добри, и те Да, и да. пишав, нели, Да. те поддржив и све тоа, и дали е скроз различен стил од тоа што порано го правеше, пошто не знам, видов и видео и ти го имаше споделено и ти си имаше смеено на тоа видео, као не знам, имаше се откажам Да, од тоа да. и тоа, и, Да. има у песните така. Да, не ама зборете сега у толку новиве- намалете со тие други моги, да. грамуризла. Да. Не види. А сега у овие нови песни, мислам, све као што треба. Па се како што треба од гледен аспект на тоа дека моментално зборувам за малце подруги работи. Зборувам за работи кои што јас сум ги проаѓал и сега ги проаѓам моментално. Дали менјаме правец? Не. Дури Дали? станува многу појака музиката моментално, заради тоа што Дали ова е гледам правиот рап или ова е, мислам дека следното што ќе искача полека од мене ќе им биде на луѓето враќање во звукот и стилот со многу моќ, многу сила, многу тестостерон, да не го кажам во Да. музиката, тестостерон, ама на многу по културен начин. да, на многу Да, понормален. на многу начин. подруго ниво е ова се. Спремам албум. Албумот ќе кажам ексклузивно кај тебе ќе го кажам. Ајде. Сега, дека ќе се вика Рани од злато. Раниот злат. Покренат од иницијативата за тоа дека некои работи кои што ќе ги скршиме не мора да значи дека ја губат вредност, едноставно кинцуѓе се вика таа јапонска техника на поправање на На сам себе? Не на сам себе. На пример вазните они што ги имаат или оние керамички садови кога ќе се скршат, они ги поправаат со злато. И поради тоа што ги поправаат со злато, уствари таа вазна или тој тањер што е таков не губи вредност, напротив добива многу поголема вредност. И текно. И ако е скршен, се гледаат пукнатините, се гледаат сите работи, ама златото ја го прави тоа повредно да биде целото. Да, Разбираш, да, иако е јасно. тоа скршено. Така да раните од злато се на некој начин, да не речам, поправање на сам себе и стварање на подобра верзија. И така ќе се вика албумот Рани од злато, интрото се вика Рани од злато, песна една која што е многу добра и многу вози. Твоја режија? Да. И има неколку ствари кои што мислам дека ќе Дуети? фатат уво. Има дуети.
А добро, со оглед на тоа што сме 14 септември, сега е пеко време од Да, излезана и мојот А, да. вториот дел. Да, мојот двојката. Да, Мојот мојот двојката. двојката, да. Мојот двојката. Како испадна тој кола, брат? Брат, Пошто нели бевте едноставно, едно да. време, мислам, као скарани, брат. Едноставно, брат, се деси. Ти текно е баш тоа, седнавме, направивме муабет, ги отворивме сите карти на маса со Твабона. Првично они ме побараа дали ќе им бидам гостин на концерт, им реков да, со задоволство ќе прифатам. Направивме еден концерт во Битола и као беше у фазон дај да направиме нешто заедничко, мислиме дека ќе биде добар потек, ја бев као да, може да направиме и тоа не е една ствар, може да направиме 3-4 работи. Да, зашо не? И што да правиме, испадна му е два, ќе испадне уште една песна, не ви ја кажувам, и таа треба да искочи. И многу нова музика се спрема и многу нови ствари се спремаат, така да. Значи сега ти си уствари репетиран, брат, ти само Многу музика имам, многу музика имам добри ствари, имам ствари што ќе ги извадат сите од патики. Дали ти беше тешко, например, у времето кога пиеше алкохол и све тоа, да седнеш да напишеш песна, за разлика од сега? Не, ми Кога беше ќе многу имаш полесно. Ми беше многу полесно тогаш, да. Знаеш зашто? Ради тоа што Дека имаш... зборовите сами ти Да, искача, а ти навикнат си да функционираш. Така ја доаѓам од време на 3 литарка вино и фристайл клупа, ме разбираш. Значи, пушти бит, нека врти у позадини инструментали и се менјаме на 4 стиха, еден, друг, трет, пет и рецитираме у моментот што ќе ми тек. Ме разбираш, вртиш волан, се возам со бакису, кола, нешто, тој фазон. Ова за каркастот. Да. Нема тука играње со нас, знаеш дека сме во Real Carcast. Ете, и гледаш. Да. И работата е дека од таква околина доаѓам и навикнато ми беше телото и мозокот да функционира по такви услови. Едноставно, после кога го прекинав алкохолот и пиењето, ми беше потешко да пишам текстови, ама најверојатно поради тоа што почнав многу подлабоко да размислувам на стиховите. И на тоа што да го не пишам. биде толку така. Да не биде тоа фрлено, туку да има скроз смисла се што ќе кажеш и се што ќе биде. Да не биде е. Да не биде Вум, уа. вум. Ало. Нема и тие, гледај, и тие песни си имаат своја убавина, сите песни си имаат своја убавина. Брат ми стигна порака од еден човек. Не ќе многу именувам затоа што не знам како ќе се чувствува човекот во врска со тоа, иако е познат автор и писател. Мислам познат автор. Автор е кај нас и писател е. Има поминато. Доктор? Не е доктор. Мислам, Да, мислам вака да, доктор како жаргонски. метафора, да. Има поминато доста работи, самиот си го прикажува тоа на профилот. Ќе ти кажам после кога ќе завршиме со снимање. Ми пиша дека го гледал подкастот кај Стефан. Кај Лазаров? Да, кај Лазаров го гледал подкастот кај што сум и јас таму нели зборувам дека у фазон сакам да го сменам типот на музика и текстови ради тоа што моите деца ќе слушаат музиката и човекот ми кажува, ми пиша као песните као Дукати, Криминал и сите останати немаа поента со текстот, меѓутоа имаа поента за да ми го направат моето расположение многу поубаво. А не се, Значи, да, не и само твоето, неговото мислиш? За неговото правам муабет. И текно во многу тешки многу периоди од неговиот живот, ќе ти ја прочитам цела порака и ќе сватиш зашто ти зборам. Значи моменти од ова SD card full пишува. Да, нема гајле ова си. Значи на таа идеме сега. Да. Во моменти од неговиот живот кога му било клучно да биде среќен и задоволен, тие песни многу песни во тој даден момент му помогнале, да, и го направиле да се чувствува среќен. И ми вика нема да им кажуваш дека се текстовите, туку ќе кажеш дека успеале да направат еден човек да остане жив. Значи буквално да остане жив. Стварно, и сега се најеш. А ќе ти ја покажам пораката и ќе сватиш зашто ти зборам. Значи измалтретиран човек многу. Меѓутоа, ете ти, се случуваат работите и енергијата е присутна. Значи енергијата е многу побитна него ли тоа што го кажеш. Ама гледај, баш на твоите деца ќе им објасниш све у свое време, брат. Да. Све у свое време, тоа е тоа. Да. Еви на мене, например, ја Девито не го пуштам, мислам не го пуштам. Океј, пее, прави, не знам, твори све, Да. Ама рам пара раму мој глави свира само. Кај мене дезингирица е тој момент. Знае да ме расположи, брат, Да. како да ти кажам да Кај мене дезингирица е тој момент. Ја кога ги обивам дезингирица, имам таква страшна одбивност према тоа што го правам, а по друга страна си викам, пази, дезингирица е панк. Правам муабет панк како емоција, како чувство.
Дезингерица е бунт. Дезингерица е јадеме шпагети на настап, се маме со патика, правиме шоу. И тоа е суштината на една култура и музика, ако веќе идеме на негов настап, знам што да очекувам. Ама он тој им го да на публиката и сега вие ако сега те прифатете, ако не сакате, неќе. Во историјата на музиката постојат многу луѓе кои што го правеле истото позадина. Например, ќе ја земам Елена Карлеуша за пример со Иде маца покрај тебе, она со облака голи мажи, мислам ги со облака мажите до гола кожа на сцена на таа песна. Разбираш? Значи се е дел од шоуто и дел од програмата. Се има на луѓе што им се свија, што не им се свија. Да, ако не ти се свија, не иди. Дезингерица прави кеши го боли уво што. И битна работа, јас колку и да не го сакам Дезингерица и научете се ова да го правите у животот, чуете си го вашето такво конструктивна и субјективна критика за вас. Да, поради тоа што јас ако не го сакам Дезингерица, не значи дека не му ја почитувам работата и тоа што го прави. Така да луѓето најчесто знаат, овој вака демонизовано, ово, она нема врска, човекот си е најнормален, човекот функционира и знае дека кај е парата. Да, знае као да направи кеш. Ја нашол дупката и само влече од нејза, така да и лоша реклама е добра реклама во бизнисот, тоа е тоа. Да, реално, значи кој што сака како се снаоѓа, тоа си прави, тоа е. Добро, ако имаш усти за ранење дома, ти ќе најдеш начин како да правиш пари. Точно. Што е поразличен од секоја друга професија што ја работат луѓето. Баш кога гледам, еве сега баш со тебе ќе пошто ти со Раста се знаеш и све тоа као брат Србија имаат шоу, имаат драма, имаат циркус, имаат естрада, брат, се колку и да не знаат да пеат, не зборам за Раста, зборам нели аутотюнови, мунови глупости сега луѓе што зборат. Сам да кажам, искача Девито, брат, со куче робот или не знам, доаѓа Чода, јутубер, го снима ИРЛ лайв, значи прават циркус од се тоа, сееш. Ти ги кажам една пари, прати информација за Девито. Девито имам една песна јас со Фокс што ми е, Ди Каприо. Ми бараше да ми ја купи. Не му ја продав, му ја пратив за фит. Ми бараше да ми ја купи он песната, за да ја пее он, Ди Каприо, тоа е на YouTube. Со Фокс ми е дует, пошто не кеше да прави дует со мене, кога сакаше да ја купи, не му ја дадов. И Девито направи песна Ди Каприо во новиот албум. Ама не, мислам, ја има он слушнат исто како твојата или? Не, он ја има, значи, поентата на Ди Каприо песната, јас кога му ја пратив за фит, он сакаше да ја купи. Значи да ја купи песната цела и да биде текстот како он да ја пее, да настапува таа песна пред да искочи. Јас му кажав дека не е на продажба и он најверојатно толку бил зажежен за таа тема што во новиот албум пак направи песна Ди Каприо, ме разбираш? Не сакаше да ја купи као сакаше ти да му ја даеш само онака другарски? Не, да ја купи, да се ја плати. Јас не сакав да му ја продам затоа што сака фит. Да, сака фит и не му ја продам. И после дознав од други муабет дека он бил сериозен за таа работа, ја мислев дека се заебава, он бил сериозен за таа работа да ја купи песната. И до толку му останала таа тема у глава Ди Каприо што направил пак нова во новиот албум песна Ди Каприо. Така да влијаеме сегде. Реално, како не. Влијаеме сегде. Со оглед на времето и ова да го задржиме вниманието на луѓето, сакаш да ти подарам неколку поклони од моите спонсори тука и... Може. Да? Може. Може, ајде да видам што има спремно. Дали ќе ми се свиги или не. Правиме ревју сега. Да, ревју. Правиме ревју, real time ревју. Не знам што ќе ми даа за поклони. Ова ти е од Такт новченик од моите спонзори, македонски бренд, мораме да поштуваме како македонска музика. Македонски брендови поштувам највеќе на старт. Мислам дека ќе ти се допадне. Македонски бренд, чекај да видам што е ова. Ова е карт холдера или као новчаник? Имаш и за кеш, само ти дека на картица ги чуваш. На картица сум, да, на картици сум, да, само со картици функционираме. Лични, ја се подписав. Да, добро, чекај вака материјал, добро. Кожа, 100% кожа. Да, бе, мириса на кожа. Од вол. Мириса на кожа, фала ви многу. Добро. Ова ти е од Алфи Техно центар, брат. Од Алкот? Алфите. Добро. За кафе, ваѓа. Чекај, видам што е. Оваквите правам, млеко правам за
Да, ова може. За Млеко за малата, да. да. За мала, исто и јас си правам тоа млеко. Тоа е тоа. Ми треба гезве електрично. И- Добро. И од мене, брат, чисто да ти испоштувам еден джин. Па ќе си играш куро, брат. Се заебаваш, брат, ти со мене. Не, ти се заебаваш со мене, дуже. Ти се заебаваш со мене, не иде вака ова. Да, вакво. Не иде веќе. Си- Иде вака, не. Каде? Се Не. изнервира се? Не се измербирам, брат, не поштовање. 3 пати ти кажувам, не пијам, брат, сега ме заебаваш. Ама као- Барем сок да земеш или некој против. Ај, Абе, фала ти за ова, бе. Седи бе, брат, седи, дојде бе. Чао. Не бе, дојде бе, Ја, ти. мислам дека добре. Нема бе, нема. Ајде. Тоа е тоа, драги гледачи. Се си отидат. Држи, ова беше шала да знаете. Беше све договорено. Да. Све договорено. Таско, фала ти брато што дојдеш, што ми испоштува, фала ти за све, за добриот новет пред се. Се надевам дека ќе освестиме доста луѓе на оваа тема, Фала ти на тебе за поканата, ова ми е така да речем прво вакво гостување после долго време за овие Лабаво? работи да спорам. Лабаво ли беше Да, кај најлабаво тебе, на свет. Знаеш колку брзо ни помина, колку снима? Да, 45 минути. минути. Тераме одма ни лет. И тоа топло е, GoPro едва издржа. Осте ќе го Ама правиме. ќе биде како Ќе му што направиме треба. чадорче, ќе му ставиме. Следете го Таско, ќе оставиме линк од неговиот и од YouTube каналот, и од Instagram, и од Otherside, таму и на Otherside има многу добри ствари, ја го следам и стварно е добро и вие да го следите. И вие да се сабскрајбнете на каналот и да ставите лайк на ова видео и коментар да ставите обавезно. Било што коментирате. Да, Што коментирајте сакате, како ви се допадна ова, ние ќе ве даруваме со поклони од нашите спонзори. Така. Фала ти уште еднаш, Фала ти вие на останете тебе. ми поздравени, стрикни, весели и не алкохол, не пите алкохол. Се гледаме. И ништо. Да не се нервирам. Ајде, чао. Чао.